Добар ден, почитувани, добре дојдовте во најновата Телма амбуланта. Чувство на тага, жалење, емоционална, дури и физичка болка. Ова е тешко за секого, но особено е проблематично доколку се случи кај лица во поодминати години. За старечката депресија ретко се зборува, обично тешко се диагностицира и луѓето не добиваат соодветна терапија на времено. За сето ова детално од разговорот со гостинката која што е со мене во студиото на Телма, професор доктор Роза Крстевска, психијатар и психогеријатар во Хелиомедика 2. Професорке, добре ни дојдовте повторно во Телма амбуланта. Благодарам, Марија. Благодарам на вистина за интересот на темата. На вистина ова е на некој начин и поголема свесност за проблематиката на лицата во постара животна возраст. Се проценува дека 25% од лицата во постарата животна возраст страдаат од депресија. Обично за ова возраст, кога зборуваме за проблемите, се напоменува деменцијата. Но очигледно дека и депресијата е чест придружник на староста. Па на која возраст обично се јавува старечката депресија? Така. Значи, процентот кој што го кажавте е навистина таков. Различни студии подолу, погоре, процентот е тука, но зависи од тоа дали, да кажеме, се земе присуството на депресијата во постара животна возраст во општата популација, дали ќе се земе кај лицата над 65 годишна возраст, дали ќе се земе кај оние што се јавиле за лекување кај матичниот лекар, дали ќе се земе, да кажеме, во хоспитални услови или во домовите за нега, каде што се смета дека процентот на депресивноста е на многу повисок процент. За доцната депресија се зборува во стручната психогеријатриска литература дека тоа е она депресија која што се јавува кај постарите лица над 60, над 65 годишна возраст, но каде што припаѓаат депресиите кои што почнале и многу порано, но веќе лицето влегува во тој период, нели, после 65-та, што се рачуна, нели, како влегување во старост. Иако некои сметаат дека онаа која што баш почнува во постарата животна возраст представува еден засебен клинички ентитет со своји карактеристики, но во секој случај доцната депресија е кај лицата во постарата животна возраст и за жал процентот е навистина висок. Тоа не значи дека сите се во, да кажеме, на посериозна депресија, како што ние, да кажеме, по класификацијата докторите зборуваме, особено по америчката класификација, за една мајор или голема депресија, но се зборува за депресивни симптоми во постарата животна возраст, кои што можат да бидат, значи, и поблаги, умерени, средни, тешки и така натаму, значи сите врсти на депресивност кај постарите лица. Депресијата кај постарите лица е на прво место од сите ментални растројства во оваа животна возраст. Дури се смета дека 1 од 10 лица над 65 годишна возраст страда од депресија, а дека само 1 од 10 лица со депресија кои што се јавуваат кај матичните лекари се испратени на психијатар и се диагностицира и навремено да се третира. Генерално, секаде во светот се смета дека депресијата во постарата животна возраст навистина е недоволно диагностицирана, недоволно лекувана или субдозирана, да кажеме, во третманот, така да навистина е голем проблем за постарите лица. И за нивните семејства, и за општеството, тоа значи има товари на целото семејство, не само што лицето со депресија страда со лош квалитет на живот и од економски аспект, значи апсолутно сите аспекти се засегнати. Така, најдовна информација дека само 10% од лицата во повозрастната старосна група се лекуваат всушност од депресија, дека повеќето од нив примаат третман за некои други болести и поминуваат години додека не биде поставена точната диагноза. А би сакала да ве прашам и дали има вистина дека жените почесто страдаат од оваа старечка депресија? Да. Дали се попредиспонирани за овој проблем? Факт е тоа дека дури дупло повеќе се смета дека заболуваат жените во постара животна возраст од депресија, за разлика од мажите. Сега многу фактори тука се смета дека имаат влијание. Жените сепак подолговечно живеат од една страна, од друга страна се смета дека хормонските влијанија се многу значајни. Да речеме, порана менопауза е голем ризик фактор за појава на депресија во оваа возраст. Исто така многу други фактори, многу животни настани. Има животни настани во текот на животот кои многу повеќе, да кажеме, ја погаѓаат жената, нели? Загубите и така натаму, така да многу фактори се смета дека влијаат, но факт е, според статистиките, дека двојно повеќе заболуваат жените од депресија отколку мажите.
Сега ќе погледнеме со еден телоп кој што говори за факторите кои што доведуваат до депресија. Обично се тоа надворешни влијанија и се однесуваат на саменост и големиот стрес, но еве ќе ги погледнеме еден по еден. Вели, социјалната исклученост поради пандемијата е тригер фактор за појава на старечка депресија, смрт, губиток на партнер или член на семејството, пензионирање или престанок на работниот ангажман, преселба од домот во старечки дом. Еве сега можеме едно по едно. Професор, ќе да разгледаме. Вела дека социјалната исклученост поради пандемијата силно влијаеше на сите, но особено на старите лица кои што останаа затворени дома без никаква комуникација. Осаменоста ли е сега тука тригер фактор? Секако, од секогаш осаменоста, изолацијата социјална, некомуникацијата, нели, што диктира заради различни фактори пред пандемијата, меѓутоа особено пандемијата навистина како фактор доста повлијае и секојдневно слушаме. Мислам дека во последнава година нема пациент кој што дошол еве кај мене на преглед од било која причина, дали се работи за депресија, за деменција или нешто друго, да не се потенцира од страна на семејството и од пациентот дека ама од кога почна пандемијата, значи тоа особено, нели, можеби нешто претходно било присутно, можеби и не било присутно, меѓутоа со влегувањето во пандемијата и изолацијата, поготово на постарите лица, кои што апсолутно без таа социјална стимулација која што претходно, нели, дружбите и со семејството, и со внуците, и со пријателите, излегувањата, дружењата, пешачењата, значи активноста апсолутно влијаат и на анксиозноста и на депресивноста во постара животна возраст. И секако дури и на појава или па прогресија на деменција и оние бихевиорални нарушувања во склоп, да кажеме, на деменцијата. Апсолутно влијае премногу, нели, на постарите лица, чувајќи ги, сакајќи ги да ги заштитиме, нели, во една изолирана во домот и така натаму, лишени од целата онаа социјална стимулација што е протективен фактор за менталното здравје генерално и поготово и за депресивноста, за жал, со тоа, нели, ја изгубивме таа протективна важност и тоа е тоа што се повеќе од лицата страдаат и од депресија, и од анксиозност, и од другите, нели, заболувања во постарата животна возраст. Следното беше смрт, губиток на партнер или член на семејството, кај колкав дел од повозрастните лица депресијата тогаш се јавува во тој момент? Секако, значи тоа се во психолошките фактори, тоа се во тешките животни настани, кои што секако и сите минати дури животни настани, но поготово од последните месеци многу влијаат на појавата, односно представуваат навистина ризик фактор за појава на депресија. Губитокот на партнерот е често на прво место дури во однос на тие животни настани заради тоа што останувањето сам во домашната средина не само што е тагата заради изгубениот партнер со кој што можеби се поминати 30, 40, 50, 60 години заеднички живот. Вистински им недостасува, вистински тагуваат, меѓутоа и тоа што остануваат сами, едноставно меѓу 4 зида со семејство кое што секогаш има своји обврски, колку и да сака да пружи, нели, внимание, грижа, поготово чувајќи се да не им донесат, нели, вирус на корона или некој друг вирус и така натаму, сакајќи да ги заштитат, но во секој случај губитокот е битен ризик фактор на појава на депресија во постара животна возраст. Често знаете, и мажите, жените, кога ќе го изгубат партнерот, ќе кажат, па ние толку многу планиравме, чекавме да се пензионираме, па имавме толку многу планови, толку незавршени работи, и што сега, што јас сам ќе правам? Па дури ако се расправале, доколку не било совршено во семејната заедница, се јавува исто ваква тага, никаква депресија. Пензионирањето, професорке, престанокот на работното место за многу представува голем шок. Така. Иако некои работи се изменија во однос на ставот према пензионирањето, нели, за разлика од некое минато време кога ние во психогеријатријата добивавме оние знаете, насоки дека треба многу да му се помогне на лицето кое што влегува во пензија, дури советување, едукација, нели, како кога одеднаш ќе престанат сите оние работни обврски ангажмани, како да се справи со пензионирањето и представуваше голем стрес, нели, за секој постар човек, никако со економската криза, некој друго, нели, став генерален дека навистина е среќа денес да се дочека и да се има пензија, нели, да не се остане без никакви финансиски средства. Меѓутоа тоа не е така заради тоа што сосема се менува начинот на живот. Од претходна, значи, обврска, комуникација, структурирање на времето во текот на денот, животот, планирањето, сето тоа одеднаш може човекот да се почувствува
како во еден вакуум, кога не знае што да прави со себе. Затоа се вели дури оние лица кои што имаат хоби се во многу поповолна ситуација отколку луѓето кои што претходно не створиле некои одстапки нели во однос на тоа кога ќе се пензионираат, како ќе го поминуваат времето. Значи, недостасува комплетно на социјална стимулација што ја добиваме преку работата, дружбите секојдневни, нели, обврските, вниманието, активноста на умот, така што пензионерите мора да се прилагодат и мора да најдат начини да ја задржат таа социјална стимулација, нели, да ја задржат физичката активност, ако сакаат да го зачуват секако своето здравје и како превенција и од депресија. Споминавте дека голем процент од лица со депресија се наоѓаат во старечките домови. Оној момент на преселба од домот во старечки дом може да биде тригер фактор за појава на депресијата? Апсолутно. Статистиките покажуваат дека огромен процент на лицата кои што живеат во домовите за нега и грижа на стари лица имаат депресија. Тоа и во светот е така, но особено кај нас малку менталитетот е поинако во однос на западниот. Со доза на осудак биде и средината на тоа. Првенствено стариот човек некако се чувствува отфрлен кога ќе биде однесен, нели, иако можеби дури некогаш може да се искаже желба да оди, нели, да не им пречи на децата, да не биде натовар и така натаму. Иако да кажеме тука дури еве кога сум имала јас прилика кога разговарам, кога сте дома, сте осамени во една соба, престојувате, децата се секогаш нели во една трка, па дури нервозни некогаш, ангажмани имаат премногу, не само професионално, со сопствените деца, со сопствените внуци, треба да стасат и колку имаат време нели да им посветат внимание, сепак чувството, тоа е и малку доаѓа и од нашиот менталитет, се чувствуваат секогаш како отфрлени, како да е тоа последна станица од животот, како веќе треба да ја чекаат само смртта, нели, дека немаат други радости во таквото живење. Обично секогаш таа желба да се вратат дома не стивнува на некој начин. Јас сум имала можност да видам во некои европски земји, поготово во Холандија ми остави како психогеријатријата на сите нивоа е толку добро организирана, они да кажеме имаат такви старски домови, каде што да кажеме луѓето одат уште додека сосема се и психички, и во однос на меморија, и во однос нели на менталното здравје сосема добри, меѓутоа не сакаат да бидат во својот стан каде што се цел ден изолирани, не комуницираат, тука добиваат, меѓутоа и условите, знаете, тоа се прекрасни, имаат теретана, имаат сала за ресторан, читална, голем број на интересни нели оние социјални игри кои што ги прават, но и менталитетот е поинаков. Они по нивна иницијатива сакаат да бидат таму, да се дружат, значи животот да го поминат едноставно во дружба и во убави работи. Но, за жал, сепак, ете, понекогаш и домот е добра опција во однос на подобра социјална стипулација, отколку нели да биде човек сам осамен, особено ако живее сам. Старите лица... А поготово нега ако му треба, знаете, 24 часовна грижа и нега. Очигледно дека треба нешто да се промени во начинот на размислување за да не доаѓа до толку чест проблем со депресијата кај оние лица кои што ќе треба да се преселат. Така и домовите, што релативно ги имаме на голем број нели во Скопје, мислам дека сепак внимаваат на овој фактор, имаат психолози, имаат социјални работници, ги активираат и општествени игри нели и разговори, едноставно мислам дека тој што ќе успее да се адаптира, иако во секој случај адаптацијата секогаш е тешка, меѓутоа адаптацијата трае и може старото лице навистина да се адаптира и сосема убав квалитет на живот, нели со редовни посети на семејството и така натаму да ги помине годините кои што му преостануваат во едно добро здравје. Лицата во поодминати години обично ја прекинуваат физичката активност, ретко излегуваат на дневна светлина. Може ли исто тоа да биде тригер фактор за развој на депресија? Да, секако. Физичката активност како превентивни фактори ние секогаш зборуваме во однос на менталното здравје, во однос на депресијата, во однос на анксиозноста, дека е потребна и ментална и физичка стимулација. Докажано е навистина дека физичката активност е протективен фактор на многу заболувања и на телесни заболувања, но и на депресија. Да речеме, обично препораките се половина час дневно пешачење, што ништо не кошта, нели, што човек може да го практикува, што навистина е убав начин на релаксација, на намалување на стресот, но исто и превенција во однос на депресија и другите телесни заболувања. Се смета дека тука има влијание, нели, на создавањето на серотонинот, мелатонинот и така натаму, така да апсолутно секогаш ние лекарите советуваме
физичка активност и ментална активност во било кој период од животот, нели, па и како старееме. Предлагате на оваа возраст, бидејќи голем дел од повозрастните лица денот го минуваат пред телевизор, гледајќи серии. Активност никаква нема, ментална ни физичка, активност ни ментална. е сето она кое што ќе го активира мозокот. Дали ќе биде тоа решавање на крстозбори, читање на книга, работење на сложувалки, игри, дали ќе биде шах, дали ќе биде дури карти, па дури се смета дури и разговорот, нели, за некоја книга или за некоја тема, гледање на некои емисии на телевизија кои што се нивни интерес, дури слушањето на музика. Се смета дека во многу поголема предност се лицата кои што свират, например, на некаков инструмент, делува протективно и навистина се делуваат стимулативно. Но дружбите, контактите, што сега короната нели ни ги одзема на некој начин, исто така многу значајно влијаат. Ние имаме огромен број на здруженија кои што ја поттикнуваат таа социјална активност, нели, планирања, шетања, дружби и така натаму, пензионерски здруженија, Универзитетот на трета доба и многу други, нели, кои што работат не е само физичката, но апсолутно и социјалната активност. Прошетките, гледање на убави работи, природата и сето тоа делува стимулативно. Многу од повозрастните лица пијат терапии за хронични болести. Можат ли понекогаш медикаментите, како нус ефект, да предизвикаат депресија? Така, значи може да на некој начин предизвикаат или да потпомогнат. Голем број од лекарствата се вели, иако многу е позначаен коморбидитетот, односно многу телесни заболувања се во една интеракција со депресијата во постара животна возраст. Едни со други се подкрепуваат и депресијата води кон телесни заболувања и телесните заболувања апсолутно ја подкрепуваат депресијата. Но има доста лекови за кои што се вели дека може на некој начин да влијаат за појава на депресивност или поддржување на депресивноста. Тука на пример се кортикостероидите, тука се на пример бета-блокаторите што многу често нели постарите, дигиталисот, тука се стероидите, тука се антиепилептиците, бензодиазепините, невролептиците. Значи голем број на лекови може да допринесат, нели, но секако тоа кост-бенефит се води сметка, лекарот води сметка што е од значајне, дали и како нели ќе се третира доколку има влијание некое заради лекарствата. Антипаркинсониците, значи голем број на лекови постојат за кои што се вели дека може да влијаат нели на депресијата. А што е со недостатокот на витаминот B12? Еве некаде прочитав дека кај повозрастните лица недостатокот на овој витамин може да доведе до појава на депресија, но исто така и дефицитот на одредени витамини пак е поврзан со депресијата. Така, значи, особено витаминот B12, но исто така се зборува и за фолната киселина, се зборува исто така и за витаминот D, се поврзува со можноста дека нивниот дефицит може да влијае на појава на депресија, нели? Витаминот B12 генерално старите лица се смета дека е послаба ресорбцијата, што може да влијае од начинот на исхраната. Значи во одредена храна има повеќе витамин B12 отколку во друг вид на храна. Значи разновидната храна е многу битно, но исто така разни заболувања, например на гастроинтестиналниот, нешто викаме нели тракт на желудникот, на цревата и така натаму, користењето на некои лекови, например антацидите кои што многу долго обично нели се земаат и кога треба и кога не треба. Исто се смета дека и некои лекови, например кај диабетичарите, метформинот се вели дека многу влијае на таа ресорбција на витаминот B12 преку цревата. И други значи фактори кои што може да влијат и да се јави таков дефицит. На запад да кажеме дури кај постарите лица при појава на некакви симптоми, бидејќи дефицитот на витамините може да даде различна клиничка слика, нели? Да кажеме и анемијата заради специфично еден натрешен интризинг фактор кој што е битен за да се ресорбира B12, меѓутоа исто така може да јават нели да се јави депресија, може да се јави нарушување на меморијата и така натаму. Например, таму и рутински се испитуваат, што кај нас е навистина многу тешко дури нели кога дури бараме нели да се испитаат овие витамини, не сите лаборатории ги испитуваат. Ситуацијата со короната, одењето нели по болници, лаборатории и така натаму, исто така е ризик од короната, се воздржуваат луѓето, иначе кога имаме вакви појави навистина добро е кога би можеле овие витамини нели да ги дали има дефицит или нема. Витаминот D, например, остеопорозата е нели значајно поврзана доколку така да
Тоа е тоа, за жал, сепак здравата исхрана значи е многу битна за доволно внес или на сите витамини, минерали кои што учествуваат во многу важни функции на нервните клетки и генерално во метаболизмот на клетките. Професор, ќе да им дадеме можност и на гледачите да постават прашање во денешната емисија на телефонскиот број 3076-677. Професор доктор Роза Крстеска, психијатар, психогеријатар во Хелиомедика 2 е наша денешна гостинка која што дава одговори на бројните наши прашања, но секако и на сите ваши дилеми ќе даде појаснување. Дали одредени болести се поврзани со депресијата, односно, ако некој има деменција, постои ли шанса да развие депресија? Или пак, доколку пациентот има депресија, се зголемува ли ризикот да добие и деменција покрај тоа? Коморбидитетот е значаен фактор во релација, како што рековме, нели, со депресијата и со деменцијата секако. Дури и се смета дека коморбидитетот е еден од факторите кои што води до недиагностицирање на депресијата кај постарите лица. Повеќе кај нас и генерално во светот, нели, се дава повеќе внимание на телесното здравје. Па обично многу испитувања претхода додека нели се свати дека всушност покрај коморбидитетот постои депресија, која што значајно влијае на коморбидитетот, како и коморбидитетот на депресијата. Исто така има една слика на депресијата кај постарите лица, заради кои не се навремено диагностицира, што таа не мора да личи како кај депресијата кај помладите лица, односно кога она типично депресивно расположение, она тага, значи она нерасположение не е видливо кај постарото лице, туку напротив други симптоми се на депресија кај постарите. Тоа е еден тип на некој начин како на маскирана депресија, кога многу е позначајно тоа што лицето се променило во однос на интересот и уживањето во ситни нешта во кои што претходно уживало. Или тоа се ситни работи што не прават, среќни, едноутринско станување, пиење на кафенце со блиските, припрема за денот и така натаму, одеднаш почнува да не ужива веќе во тие секојдневни работи, а исто така се чувствува и еден замор психички, значи еден губиток на волја, како некоја апатија се јавува. И тоа се поврзува со староста, професор. Од многу причини, меѓутоа таа слика на депресијата, што е почеста во постара животна возраст, не дава можност да лесно се препознае ниту од блиските, ниту од матичните лекари, нели? Него едноставно не сметаат дека се, знаете, вие имате некој семејство ќе каже, ама не сака, ама глуми, па го мрзи, нели, така натаму, не гледајќи депресијата заради тоа што не ја манифестира на таков начин, на класичен, со плач, со жалост и тага, нели? Така да тоа е. Меѓутоа во однос на коморбидитетите да се вратиме, кај огромен број на заболувања, депресијата е присутна. Значи, кај после мозочни удари, дури се зборува и за бројка од 40 до 60% дека е присутна депресијата. После инфаркти, дури се смета дека кај, да речеме, постинфарктна состојба, во рок на 6 месеци неколку кратно е зголемена смртноста ако постои депресија. Инаку, самата деменција, дури се зборува за бројка од 40% дека имаат депресивни симптоми. И обратно, депресијата во постарата животна возраст, поготово ако не се лекува, се смета дека представува ризик фактор 2, 4 до 6 пати е поголема можноста за развој на деменција отколку кај лицата кои што се ја лекуваат депресијата. Значи, пораката ми е дека депресијата кај постарите лица мора да се лекува, треба да се препознае, нели, и да се лекува, адекватно да се третира. И многу други болести, кај Паркинсон е висок процентот, кај диабетот, и кај карциномите, нели, кај респираторните, кај бубрежните заболувања, генерално кај сите заболувања на телесно ниво. Дури едно време, знаете, и кардиолошките здруженија светските дури препорачува кај своите пациенти давање на антидепресив. Дури од овие работи кои што го изборувавме, гледајќи дека антидепресивот многу влијае на стабилноста, нели, на, да речеме, кардиолошкиот статус кај пациентот кој што има некакво реално заболување. Цереброваскуларно или кардиоваскуларно. Здравје треба да бидат на исто ниво за ние да бидеме всушност здрави. Едно на друго премногу влијаат. Ке проговориме за начините како да се препознае депресијата кај старите лица, веднаш по вклучувањето на гледачите кои што очекуваат да постават прашање. Ми дадоа знак од режија дека имаме двајца. Ќе ги замолам само по-конкретни да бидат нивните излагања во интерес на времето да можеме што повеќе прашања да одговориме. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете.
Едно прашање до докторот, тоа депресија со возрастните и стариве. Ја имам шекер од нервозот, како ми рече, на 28,5 ми доаѓа, 27, 20, 14, 16. Оставо се тоа да биде. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Колку што разбрав, гледачот смета дека на дневна база му се качува шекерот. Да одговориме веднаш или друго? Ајде да го слушнеме следниот гледач, па веднаш потоа ќе добијат одговор на двете прашања. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодарам. Имам прашање. Многу стресови сум преживеала во животот, 75 години сум. Така? Пред 5-6 години почина мажо ми. Сега децата ми отидеа по странство. Живеам сама. При тоа, многу сонувам ноќно време. Посебно тие што ми се блиски умрени, нив ги сонувам и сонувам ситуации кога, например, за нешто денеска зборуваме, јас ќе го направам по свој терк ноќеска соно, нешто ќе додадам, некои други личности, некоја друга ситуација и по цели ноќи сонувам. А сопругот никогаш не можам да го забравам, секоја вечер го сонувам. Така. Ве интересира, предпоставам, што можете да направите за малку да се смирите. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете, професорке. Ние веќе спомнавме за телесните заболувања, колку навистина се во врска со депресијата и колку едни на други се влијат. Диабетот апсолутно е познат како една состојба каде што депресивноста е доста висока и значајно влијае, нели, на самото регулирање на диабетот. Има многу, например, студии, поготово со еден антидепресив, каде што е видено дури дека антидепресивот помага во правилното искористување на гликозата во клетките. Но кога постојат, значи, психолошки фактори, да кажеме хипертензија, има луѓе со една нерегулирана, изразито висока хипертензија, кои што се постојано во една анксиозност и депресивност и кои што не реагираат на антихипертензивната терапија, а кога ќе земат, да речеме, средства за смирување, па премногу ќе им падне, што зборува дека не е секогаш дека антихипертензивите може да ја средат состојбата доколку се заснива на изразита напнатост, анксиозност, депресивност. Значи треба едно и друго да се лекува. Никогаш не треба да се заборава дека и тоа ако се третира ќе се среди и телесното заболување. Многу е битно и како човекот се доживува себе си своето здравје. Да кажеме, луѓето што се во депресија многу пострашно ги доживуваат телесните заболувања кои што објективно можеби и не се толку страшни, со кои што може да се живее, да се лекува, да се третираат, меѓутоа неговото доживување е катастрофично, дека тоа е нешто страшно, дека од тоа се умира и така натаму. Што значи дека сепак треба да се обрати најпрво кај матичниот лекар, нели? Матичниот веројатно ќе ја процени состојбата и сепак ќе го испрати на психијатар да поразговара, да се види, нели, психолошката состојба и каков начин на лекување ќе се препорача. Тоа е многу значајно секако во регулирање на шеќерот. А во однос на втората гледачка, која што да, тоа типично значи кажа многу убави работи кои што се навистина, она што рековме, она многу убаво го кажа и минати животни настани кои ги поминала, многу стресни животни настани. Јас кога бев млад лекар, искрено да ви кажам, пошто поврзано е стресните животни, дека во последните 6 месеци се значајни, меѓутоа открив многу студии, многу одамна кои што велат дека и рани минати животни настани може да влијаат како ризик фактор во појава на депресијата. Значи не е баш така она кога ние помладите, нели, сме биле некогаш па ќе кажеме добро тоа поминало, нели, кога ќе покажуваат каков тежок живот имало, што се им се случило, нели, низ какви работи поминале. Тоа се акумулира. И се акумулира апсолутно и се ризик фактор за појава на депресија во постарата животна возраст. Загубата, како што спомна, дури не само загубата на сопругот, заминување на децата, и тоа е еден вид на загуба, нели, во душата и како значаен животен настан. Меѓутоа загубата тоа е еден од навистина значајните фактори, нели, кога се остане сам, сето она што веќе го зборувавме, и сите овие животни настани водат до појава на анксиозност и на депресија и соништата, апсолутно немирното спиење, нарушениот сон е дел од анксиозност и депресивност. Тоа што она рече и од секојдневните животни настани има секако дека она ние што го преживуваме, се разработува и ни сонот. Сонот е доста еден комплициран, символики користи, скриен и така натаму, меѓутоа сепак и исто така осаменоста и постарата животна возраст често се јавува еден внатрешен страв, една конфронтација со стравот од смртта.
колку и да речеме постарите лица ќе кажат, ма не се плашам од смртта, нели нека дојде, или сакам да си умрам, доста, нели се мачам. Не е тоа така, затоа што ние имаме нагон за живот и несвесно, ние како старееме, секако се приближуваме, нели, до смртта и едноставно може да се јави тој страв, нели, несвесно, што надворешно ни буди анксиозност и депресивност. И советувате на гледачката да се јави на психијатар? Да, апсолутно треба да се јави на психолог, на психијатар, да се поразговара, нели, да се види на кое ниво е сето тоа, дали ќе може само со совет и разговор, да се дадат некои работи или пак ќе треба и фармакотерапија, се зависи, нели, од проценката на степенот на симптоматологијата, јачината на симптоматологијата и потребата за третман. Професорке, тука ќе погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со разговорот. Професор доктор Роза Крстевска, психијатар и психогеријатар во Хелиомедика 2 е наша денешна гостинка со која што разговараме за депресијата кај лицата во повозрасни, во подминати години. Професорке, двајца гледачи веќе чекаат да им дадеме предност пред да го поставам моето следно прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката. Се јавуваме од друг град, од Македонија. Сакам да ја прашам професорката дали има многу за разговор, не можам одма сега на телевизија да раскажам како почна сето тоа, за депресија, за анксиозност и било што. Примав повеќе лекови и направив еден, што се вика, каша направив. Така да сакам дали да земам упут од кајматично. Така, како можете да дојдете во контакт со професорката за преглед? Предпоставувам за консултација за вашата состојба и сите лекови што ги земате, ако добро ве разбрав. Да ја најдам од клинички центар? Не. Еве сега ќе ви објасни, ви благодарам за вклучување. Професорке, како можат пациентите да дојдат до вас? Од нешто се заинтересирани гледачи. Јас сакам можеби на проблематиката која што е спомна, што често во пракса го гледам, нели? За жал во постара животна возраст депресиите понекогаш може да бидат многу упорни, многу долготрајни, не само заради природата на болеста, но исто така некогаш помислуваме дали тука се работи можеби за резистентна депресија, не ни реагираат на терапија и така натаму, но често откривам дека се работи за нешто сосема друго, дека многу често самите пациенти не се доволно придржуваат на препораките на психијатарот, дали ќе биде субдозираност, дали ќе биде прекратко време, па сметаат дека, бидејќи ние на крајот мислам дека ќе објасниме малку како делуваат, например, антидепресивите, но веднаш потоа сметаат дека упорни се дека тој лек не ми одговара, јас имам повеќе тегоби и така натаму, тегобите ги припишуваат на лекарствата или ќе ги менуваат психијатрите, па сега друге ќе почне друго, третиот трето. Значи многу често заради неадекватното всушност спроведување на третманот може да се јави симптоматологија да обстојува, а не заради има процент на резистентни кои што потешко одговараат на терапија. Инаку јас, како што рековме на почетокот, работам во приватна здравствена установа Хелиомедика 2, која што се наоѓа во аеродром. За жал работиме исклучиво приватно, не работиме со фондот. Меѓутоа и во сите градови и нели има доста психијатри кои што работат секако и со фондот и може да се обрати гледачката да верувам дека ќе го реши проблемот. Депресијата е нешто што се лекува и навистина е штета, нели, да човек страда понекогаш дури со години патат од таа депресија пред да излезат, а постојат можности на лекување. Ајде да го слушнеме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до докторката и до вас во студиото. Сакам едно прашање да послам. Може би не е старечка депресија, се работи за анксиозност и за депресија. Ние единствено што земаме кој човек ли да дали? Така, ве изгубивме накратко, што споминавте, земате некаква терапија? Диазепам земаме. Така, диазепам. Добро. Да. Ама анксиозноста си постои. Како совет би ми дала докторка? Добро. Да немате некој подпрашање, професорке? Не, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Многу од нас при стрес и анксиозност го земаат овој лек. Јасно. Значи, анксиозноста е често придружна состојба, може во коморбидитет, значи придружна состојба на депресијата или едноставно само анксиозни растројства постојат.
Во секој случај, значи, диазепамот и другите бензодиазепини не се лекови кои што лекуваат ниту анксиозност, ниту депресија. Бензодиазепините се земаат само ограничен временски период, затоа што тие не лекуваат депресијата. Тие во моментот смируваат, меѓутоа депресијата останува. Така да постојат некои протоколи колку време треба да се земаат бензодиазепините, инаку ако една анксиозност обично е правило над месец дена не може да се реши на некаков начин, дали ќе биде со психотерапија, дали ќе биде со бензодиазепините, тогаш се третираат со антидепресиви. Тоа е ставот, значи, кај анксиозноста која што подолго трае и која што не може да кажеме да се реши со психотерапија. Пред да преминеме на бензодиазепините се лекови поготово во постарата животна возраст, што не се советуваат, се советуваат во пократок апсолутно временски период, меѓутоа тоа важи за сите луѓе, затоа што ствараат и физичка зависност, психичката зависност е исто така битна, а имаат и доста несакани ефекти. Пред да преминеме на антидепресивите, за кои што ќе проговориме детално, би сакал уште малку да се осврнеме на симптомите што ги чувствуваат лицата со депресија во повозрастните години. Напоминавте дека понекогаш таа може да биде маскирана, но често старите лица знаат да кажат ќе се случи нешто страшно, се ме боли, се ми смета, мене ми нема помош, никој не ме саки, не ми треба, подобро да ме нема. Дали сето ова кај нив всушност асоцира губење на желба за живот? Потреба, еве некој се плаша дека во нивното семејство може да некој од повозрастните лица да си го одземе животот поради депресијата. Се случуваат ли самоубиства? Так. Да, секако. Овакво, прво да кажам дека сето ова што го кажавте се апсолутно, нели, она што го слушаме од пациентите во склоп на депресијата, нели, во постарата животна возраст и кои што се резултати на депресијата и на анксиозноста. Затоа што она што го кажа за постарите лица што е типично е тоа што дури, нели, надворешно можеби некогаш нема да видиме, мада некогаш има и плачливост, нели, и тажно расположение и така натаму, иако почесто доминира таа апатичност, као некоја равнодушност, као некоја празнина они чувствуваат. Они чувствуваат, често викат, не можам да доживеам радост, вика. И после тоа уште повиновни се. Не можам да колку го сакам внучето, а не можам од тука да ја почувствувам радоста, нели, да се радувам на убави нешта. Како да се блокирани емоциите и заради тоа чувствуваат вина, иако апсолутно, нели, не се криви заради тоа што им се случува. Тоа е апсолутно заради депресија. Исто така многу е типично во постарата животна возраст што имаме така наречена соматизирана анксиозност. Анксиозноста која што апсолутно може да имитира било какво телесно заболување. Значи да се појават симптоми и многу често кај постарите лица имаме фиксација баш на гастроинтестиналниот тракт, значи на желудникот, на стомакот, често се загрижени, често као празнина чувствуваат, као болка чувствуваат, надуваност на стомакот, значи као претекување и така натаму. Обстипацијата е еден многу чест придружен симптом во склоп на депресијата. На вистина. Апсолутно. Значи, таа соматизирана и дури често они прават низа испитувања, нели, па некојаш ќе најдат нешто, па нели пак нема да се открие депресијата, дека не е тој симптом некој значаен, а депресијата е сепак присутна и дури крајно се плашат и од дека нешто сериозно, дека можеби имаат рак, кој што, нели, докторите не може да го откријат и така страдаат и патат, нели, во сето тоа. Може да имитира било која друга соматска болест. Често знаат на респираторниот тракт да имаат као гушење, стегање, нели, во градите, болки во градите, многу мускулни болки, грчеви, треперења, они чувствуваат како да треперат, нели, тоа се и вегетативна симптоматологија, кардиоваскуларни, да кажеме тахикардија може да чувствуваат, прескакање на срцето, болка и така натаму. За мускулатурата е општо, не само што, нели, постарите секако имаат и спондилоза и други, нели, промени на дегенеративни промени, но сепак грчење во мускулите, значи грчење во подколениците, целите бидејќи се постојано во грч и генерално било кој на орган во нашето тело може да даде слика заради таа соматизирана анксиозност на такво заболување.
хроничната болка, ревматските заболувања се толку потенцирани, дури на вистина објективно, нели, ревматските заболувања постојат, меѓутоа луѓето со депресија ги доживуваат прејако, пресилно и постојано таа хронична болка е присутна. И хроничната болка заради било која причина е ризик фактор за депресија, а депресијата значајно влијае и на хронична болка. Главоболка, нели, едноставно, вртоглавици, сето тоа може да бидат симптоми на депресија и на анксиозноста. Ајде да ги слушнеме прашањата на гледачите. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Доколку не може се вклучи првиот гледач, би преминала веднаш на вториот во интерес на времето. Ве слушаме. Добар ден, повелете. Викам, многу не разочара со ово покачувањето. Кој е покачување? Добро, ние дали се слушаме? Ало? Дали имате прашање поврзано конкретно со темата на која што денеска зборуваме? Имам прашање, да. Ајде, повелете. Многу сме радосни што ни покачија 300 динара. Добро, значи ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Докторке, дали имаме уште еден гледач само? Ајде да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Видите што е, ке молам што е то, пошто јас имам така една колешка едно време анксиозен депресивен синдром, што значи хронична депресија. Едното, друго и тука вложено и деменција кои опште врска немат кај стават шопрек и тоа како изгубен случај. Изгубен случај. Значи тоа не знај во која насока се наоѓа. Дали овде или онаму. Воопште, од тука до тука. Од тука до тука. Така, добро. Добро ви благодарам за вклучувањето во програма. Тука може ли да постои корелација, деменција, анксиозно, депресивно нарушување? Само надоврзување на првата гледачка дека исто така во социоекономските фактори, нели, исто така се фактор за појава на анксиозност и депресија во постарата животна возраст. Вака што јас во едно истражување одамна искрено бев многу зачудена кога го работев меѓу постарите лица, нели, со депресија и без депресија, кога видов дека колку нашите луѓе се многу скромни, бев изненадена. Сега тоа беше, нели, доста одамна, меѓутоа колку знаат да бидат скромни и колку за нив позначајно беше дека се корисници на пензија во однос на тие што воопшто нема никакви примања, дури висината толку не им значеше многу колку што им значеше, нели, искрено бев премногу изненадена од нивната скромност, меѓутоа добро тоа ми беше на контролна група во овие пензионерските домови, каде што да кажеме они беа пресреќни доколку си ги подмират, нели, давачките, сметките и да им остане нешто за храна. Тоа навистина, нели, дури зачудувачки, но во секој случај социоекономските услови, финансиските услови, дури се смета и дека тешкото детство кога живееле во тешки финансиски услови може да бидат ризик фактор за појава на депресија во постарата животна возраст. Во однос на другата гледачка, значи она што го кажа, таа тема деменција, депресија е една важна тема, да речем, во психогеријатријата. Може да постојат и двете состојби како коморбидитети и секогаш треба двете да се третираат. Не значи ако некој, да кажеме, претходно пател во животот од депресија и сега ќе добие деменција, дека сега само деменцијата ќе ја гледаме и деменцијата ќе ја третираме, а ќе ја заборавиме депресијата и нема да ја третираме депресијата. Претходно веќе спомнавме дека депресијата представува, нели, ризик фактор за влегување во деменција, некогаш може деменцијата да почне со депресија, исто така и самата деменција може да има депресивни симптоми во висок процент. Меѓутоа, нешто што е многу значено е да постои во староста, и тука може забуната, нели, што нешто на депресија, деменција и така натаму, постои еден тип на депресија во староста која што се нарекува псевдодеменција, лажна деменција, затоа што генерално
кај депресијата постојат потешкоти со меморијата, односно ние тие ги викаме пошироко когнитивни функции, со вниманието, со концентрација, со новото учење, па и со меморијата, нели? Која што е една специфична клиничка слика, но која често може да ги забуни иматичниот лекар, дури и специјалистите, дека се работи за деменција, а всушност да се работи за депресија. Има разлики, има диференцијално дијагностички јасни разлики кога нели се работи за депресија, која се работи за деменција. Да не ги сега да навлегуваме во детали, затоа што тоа е навистина една специфична клиничка слика и ако не се препознае дека сепак тука се работи и за депресија, независно дали ќе ја третираме како деменција и така натаму, нема да излезе од таа нели депресија. Многу е битно таа псевдодементна слика да се препознае кај тој пациент и со антидепресивите, да речеме, затоа што тоа сепак е една потешка, посериозна клиничка слика, на некој начин може да излезе од таа депресија и да се види тек тогаш дека нема никаква деменција, нели? Так. А инаку ме прашавте на крајот нели за суицидот. Секако дека суицидот е присутен и во постарата животна возраст, дури се смета дека 2 пати е повисок во однос на општата популација. Иначе најизразени се сепак оној адолесцентен период, ова е втор дел во староста по нели интензитетот на постоењето на суицидот како појава. Кај жените почесто се тентамен суициди, тоа се обиди за самоубиство, кај мажите се почести реализирани самоубиства, нели? Така да, зависно од тежината на клиничката слика, во потешките депресии, поготово во депресиите, ние ги нарекуваме со психотични знаци, ризикот од суицидот е присутен. Тие може да имаат идеи, мисли за суицид и за жал понекогаш и да го реализираат суицидот. Дали антидепресивите се единственото решение кај депресијата во повозрастните години, бидејќи многу лица се плашат да земаат ваква терапија? Така. Значи, антидепресивите се лек на избор кога постои индикација за фармаколошко третирање на депресијата. Секако ако е лесна, ако е блага депресијата или анксиозност, може исто така да не се почне веднаш со антидепресивите, но да се работи психотерапија. Обично когнитивно-бихевиоралните техники се доста успешни кај полесните форми, нели, на депресија и секако дека таму каде што ќе или анксиозно-депресивна состојба која што е на невротско ниво, да кажеме, нели, може да се и поготово ако клиентот има отпор према лекови, има доста луѓе кои што едноставно имаат отпор према лековите. Многу е битно ние да имаме доверба во лековите. И позитивен однос кон терапијата на пациентот. Позитивен, доверба, значи апсолутно доверба и во лекарот, но доверба и во лекот, за да нели им помогне повеќе. Ако имаат отпор, ако имаат нели едноставно не е мал бројот на луѓето кои што имаат голем отпор према лекарства генерално, нели, поготово постарите лица. Они неколку лекарства земат, ќе кажат леле колку многу апчиња. Кога ќе ви кажат на број колку пијат, нели, јас ќе им кажам па млади во Америка, Австралија по цел грс на витамини, суплементи пијат и така натаму, они 2-3 ама како ќе ме отрујат апчињата и така натаму. Но, кога се работи за посериозна депресија, значи, потешка депресија, кога се работи за подолготрајна депресија, каде што и можеби претходно психотерапијата не помогнала доволно, па поготово депресија со суицидален ризик или со психотични и така натаму, секако дека антидепресивите се лек на избор. Значи, постојат постари антидепресиви, постојат понови антидепресиви, голема група на антидепресиви, за кои што мислам дека многу помагаат и дека е нереален стравот кај многу луѓе, нели, од антидепресивите. Колку долго обично се вземаат? Тоа е индивидуално. Значи, зависи секогаш од лицето, нели? Зависи од тоа дали прв пат се случува депресијата, дали веќе имаме неколку депресивни епизоди во животот, што влегуваат во склоп на така наречено рекурентно депресивно расстройство, или да кажеме се работи за биполарно афективно расстройство, кое што е така една состојба која што мора тераписки добро да се води, бидејќи фазите се променливи, но во секој случај секогаш е индивидуално, не значи дека антидепресивите целиот живот ќе се земаат, зависи сепак, нели, од личноста, од депресијата, индивидуално се прави договор, некогаш ако е прва епизода апсолутно после одредени број на месеци, зависно, нели, 6 месеци, година, дена, зависи од клиничката слика за што се работи, може да се направи обид и да се прекине, но ако веќе 2-3 во животот се појавуваат депресивни епизоди, обично е ставот дека треба подолго да се земаат со прилагодување на дозата, дали се наоѓа во
акутна, дали се наоѓа значи во активни симптоматологија или веќе е смирена состојбата, но како превенција од повторно појавување може да се со дозите на некој начин да се балансираат зависно од состојбата. Има ли вистина дека на пациентите им се советува да земаат редовни оброци, да шетаат покрај терапијата што им е препишана? Важна ли е исхраната? Начинот на живот е секако начинот на исхрана. Она што рековме, физичките активности се многу значајни. Релаксацијата на анксиозноста е најдобра преку мускулатурата, ако излезе. Начинот на исхрана, она што го зборувавме, недостаток на витамини, но и генерално има, например, и храна која што, ете така се смета дека повеќе делува, иако сепак медицината базирана на докази не оди со препорака дека некој суплемент или некоја храна ќе излечи депресијата и така натаму, но постојат голем број на студии дури кои што советуваат дека одредена храна повеќе делува антидепресивно или антианксиозно и така натаму. Така да тоа во здравиот живот апсолутно е нешто што може да се практикува и начин во секој случај здрав начин на исхрана што не сум ја стручнак за диететика или нутрициониста, меѓутоа сепак влијае секако здравиот начин и апсолутно сите оние ризик фактори кои што преку храната, преку гојазноста делуваат, треба да внимаваме, преку начинот на исхрана може многу да допринесеме. Доцата депресија влијае на поединецот, но исто така и на целото семејство. Па што препорачувате семејството да преземе, доколку почувствува дека нивниот близок почува да се менува? Јасно. За жал, некогаш и семејството не приметува дека почнува некоја депресија или кај нивниот близок, па не ми е јасно што се случува и зашто, например, има некое променето однесување. Во секој случај, со оглед на тоа што рековме дека во постарата животна возраст навистина се чести депресиите, она што прво треба да се направи е секако да се поразговара со матичниот лекар, нели? Од разговорот, дури има во едно истражување покажано дека колку се поблиски клиентите, пациентите со матичните лекари, поголема е можноста да бидат навремено диагностицирани и навремено третирани. Така да треба да се презема чекори, да се поразговара. Семејството, па дури некои матични лекари често припишуваат некоја состојба на старењето. Значи не е нормално ниту депресијата, ниту тоа не се состојби кои што се сами по себе заради старењето, нели? Секогаш треба да се побара помош, секогаш постои начин или дека можеби ќе се најде лекот и ќе се промени таа состојба. И нешто што е многу важно за семејствата, за жал, е кога имаат во семејството, поготово брачните партнери, лице кое што страда долго време од депресија или деменција, висок е процентот на партнерите кои што исто така имаат анксиозност и депресија и мора и на нив да им се помогне заради тоа што навистина тоа влијае на нивниот живот, на нивното здравје, може да развијат разни телесни заболувања, што практични некогаш имаме случај, нели, дементното лице живее многу подолго отколку партнерот заради големиот стрес во кој што живее, а не презема мерки. Имав знамен на супруга на еден пациент кој што често ми викаше јас заборавам моите лекови да ги испијам. Ја не јадам, јас се комплетно само не му се да му биде. Значи покрај убедувањето дека е многу битно да се води сметка за своето здравје и заради блиското лице за кој што ќе му треба нега, но апсолутно треба да се води сметка, а и стручните лица треба да водат сметка и за лицата кои што се партнери, кои што се грижат за лице кое што има депресија или деменција. Ја денешната емисија ќе завршам со едно истражување од јапонските научници кои што велат дека 4 шолји зелен чај го намалуваат ризикот од депресија кај возрастните лица во просек од 44%. Јас не знам дали навистина е ова така, но еве, зашто да не? Секој од нас, јас не знам дали е така, нели? Може да испие шолја зелен чај. Јасно, реков нели дека поготово јапонските нели студии постојат затоа што зелениот чај многу се практикува во Јапонија, во Индија и така натаму, и зборат за многу бенефити од зелениот чај, поготово нели дека антиканцерогено делува, антистресно, на имунитетот и така натаму, на дебелината, на сето тоа. Во секој случај јас го препорачувам, а дали навистина
нели во тако висок процент студии има, меѓутоа медицина базирана на докази не го вели тоа дека ние треба да препорачуваме, да препишуваме, нели? Но во здравиот начин апсолутно е добро, поготово што зелениот чај има навистина антиоксиданти, нели, корисни сите аминокиселини и така натаму, но исто така има многу помала количина, 3 пати помала на кофеин во однос на кафето. И кафето се вели, нели, дека е здраво, но секако само да не се претерува заради кофеинот, инаку апсолутно здравиот начин на исхрана, здравото живење многу е значено и во помладата, но секако и во постарата животна возраст. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување и за прекрасното представување на овој проблем кој што воопшто не е редок кај лицата кои што се во поодминати години. Ви благодарам на вас. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам на вниманието со кое што не следевте. Се гледаме секој работен ден во 12:45 кога заедно учиме за нашето здравје. До гледање.